Не можам да не бидам соучесник во таа голема, во тој голем настан, затоа што според Евангелието дори не треба да гледаме кој од која раса е, кој од која вера е, кој од која нација е, туку да помагаме. Бидејќи ние сме посебен сој. Човекот како човек, без оглед на неговата раса, вера, сите сме луѓе. Бидејќи, еве, секогаш го зимам овој пример. Од човек на човек може да се дарува крв. Ама од животно, велат дека сме од мајмун. Ама од мајмун, ако му се дарува крв на човек, ќе умре. Значи, нашиот посебен сој, посебно единка што сме од живоносното битие е човекот. Тешко е, кој не одил бос, не знае што се оди, како се оди бос. Кој што не страдал за ситих жетта, не знае што е жет. Кој не е бил гладен, не знае што е гладос. Кој особено не е бил болен, не може човек да знае што е болест. Ова младо момче, слушам дека е од страшна болест болно и ми причинува долг и задоволство ми е да учествувам на оваа промоција, како да ја кажам, акција за собирање на скромни дарови, иако нашиот народ е сиромав, меѓутоа многу е богат по вечер во ресторан Шалом заедно со македонците во Англија, со Митко Ташев и Василка Магеровска организиравме една хуманитарна акција преку продажба на уметнички дела, кои се дела на уметниците Пијаманов, Косторанов. Имаме овде Емилија Гоџирова Пишева, исто така Иванова Гордана. Имаме колекција, имаме слики од приватна колекција од Митко Ѓоргиев. Сите тие донираа слики со кои преку продажба на тие слики сите средства кои ќе се соберат од таа продажба ќе одат за лекување и помош на Стефан. Да, тоа дел од мојата колекција одвев 3 слики за да помогнем младиот Стефан, бидејќи и член од мојата фамилија се исто во Англија се лечи, знам како е во даден момент некој да ти помогне и со задоволство ги дадов. Мислам дека сликите се веќе дадени и апелирам до сите граѓани на општина Струмица да донираат, бидејќи еден млад живот за Струмица многу вреди. Затоа апелирам на сите организации, институции, колку што може да помогнат, бидејќи сумата е околу 50.000 фунти, но ако се соберат тие пари, јас мислам дека ќе го спасиме нашиот Струмичен од болеста и да се не се врати во Струмица и да живее, бидејќи нема во животот потешко ако не можеш да помогнеш своите најблиски. А замислите како се чувства мајката која сега и таа е во Англија и собира таму пари од македонци, но за среќа хуманоста дојде до израз. Гледам дека струмичаници јавно помагаат, значи нема парти, нема вери, сите се сплоти околу спасот на овој млад човек и поздравувам исто Канал Виз што еве со ова мала репортажа ќе допринесе уште некои да се јават и да помогнат.